Председателот Џо Бајден е на самитот на Обединетите нации за климатски промени, каде има многу за дискусија. He'll speak to his personal commitment to addressing. Тој ќе зборува за неговата лична посветеност за справување со климатската криза. Тој ќе истакне дел од напредокот што го постигна Асад и овде дома и во поттикнувањето на акцијата за климата низ целиот свет. Тој ќе нагласи потребата да се направи повеќе за да им се помогне на најранливите заедници да ја изградат својата отпорност без да се изгуби од вид потребата светот и особено големите економии во голема мера да ги намалат емисиите на загадувачи во оваа одлучувачка деценија. Новогодината, кога поплавите, топлотните бранови и екстремните временски услови ја опустошија планетата, активистите за заштита на животната средина сакаат да видат нешто друго. Од 2015 година 196 страни го подпишаа Парискиот договор, правно обврзувачки договор, кој меѓу другото бара богатите држави да обезбедат $100 милиарди годишно за да им помогнат на земјите во развој да се справат со загубите и штетите од климатските промени. Следењето на придонесите на Организацијата за економска соработка и развој покажува дека земјите не ја постигнале оваа цел. Големо внимание ќе биде посветено на загубата и штетата, што е на маса долго време. Некои делегати, како што е пакистанскиот министер за надворешни работи, предлагаат креативни решенија. Неговата држава беше изложена на смртоносни поплави годинава. We can envision a scenario Можеме да замислиме сценарио каде долгот што го имаме спрема развиените земји, наместо да го префрлиме на банкарските сметки на побогатите земји, би можеле да го насочиме кон позелена реконструкција, рехабилитација на нашата енергетска транзиција, на адаптација, на облажување на нашата загуба и штета. А развиените земји без да префрлаат готовина, ќе може да кажат дека ги исполнуваат своите обврски на тој фронт. Наместо тоа, американските власти се фокусираат за рекламирање на економските ефекти од неодамна донесениот закон за намалување на инфлацијата, кој инвестира околу $375 милиарди во текот на 10 години за борба против климатските промени. The act itself made me realize Самиот чин ме натера да сватам дека се сведува на економијата. Се сведува на тоа како гледате на она што ни е достапно денес, што може да се справи со климатските промени, но може да донесе и огромни економски придобивки. Тоа е точно во светот во развој, исто колку што е вистина во развиениот свет. Не е јасно како ќе биде прифатена оваа порака. Во средата, американскиот представник за клима, Џон Кери, беше критикуван на конференцијата додека разговараше со делегатите за планот за финансирање на транзицијата на чиста енергија во сиромашните земји преку приватно финансирање, а не преку јавно. Председателот, кој исто така е во египетскиот туристички град Шарм ел Шејк, оттаму се упатува на други меѓународни самити во Источна Азија.